Dami i gospoda, započnjuva programata Glasot na narodot со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добро дојдовте во Гласот на народот. Секојаш мило ми љубам да говорам за образованието, еден од најважните столбови на секоја држава и на секој народ. Имајќи факт, доколку државата и нацијата е образована, тогаш нема што да мислите и да се плашите. Но некој тоа не го сака. Некој сака да се поигра со најважните столбови на една држава, на еден народ, а тоа се здравието и образованието. Вели, како немаш добро здравство или немаш добро образование, си ја постигнал целта. Не би сакал да звучам апокалиптично, но од вистината не се бега. Вие сте на вистинската фреквенција на телевизија Вистил, вистинска телевизија, за која ќе говориме токму за овие вистински прашања и за ваша волја и вистина и ваше барање го испоштов. И овој пат ја покани професор доктор Лидија Горачинова Илиева, доктор универзитетски професор, кој ќе посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер, драго ми е што сум овде. Професор, ке предизвикме што вечера ќе бидеме со вас, а и гледачите можете да ни поставувате прашања во текот на емисијата, доколку навистина имаме време и за прашања, со оглед дека ова е многу горлива тема и бара одговори на прашања кои вас ве засегат, особено ова генерација која се образува, а сега е 600 одделение, меѓу другото, а фундаментите сега се постават токму во овие процеси на нивното образование и издигнување. Имате доста титули, да речам, и чест ми е што навистина како жена, интелектуалец и професор доктор, можете да се повалите и бидете примери и парадигми за многу македонки и да попатите порака дека Македонија не е држава за подценување, напротив, држава за почит, каде жените си го имат и својот став, својот глас и своето реноме. И дај Боже да имаме и прва жена председател од државата. Благодарам за убавите зборови, посебно за поддршката за жените. Таа е важна, бидејќи колку и да нашите закони овозможуваат емансипација на жените, сепак практиката од порано на некој начин си има своји последици, така да застапеноста на жените на високи раководни позиции, а особено во политиката, како што знаеме, е се уште релативно ниска кај нас. Зашто, професор, тој е страф или таа мушка, да речем, својата или гордост, да речем, дека мажот е глава на семејството. Викам, секојаш жената е вратот, меѓутоа таа го командува и го дефинира кај ќе се движи главата. Не би можела да кажам. Јас живеам и работам во обкружување каде што лично не сум почувствувала некакви пречки во поглед на мојата кариера за сметка на, да речеме, колеги или соработници од спротивниот пол, меѓутоа претпоставувам дека сепак не постои доволно еднаква поделба на сите обврски во семејството пред се, така да верувам дека мажите се уште во известна мера се послободни да повеќе енергија вложат надвор од семејството, односно да имаат повеќе време да се бават со својата кариера. Предпоставувам. Работите се менуваат последните години се повеќе. Евидентно е тоа и ќе оди напред тој процес. Едноставно современото општество, веќе постигнатата емансипација на жените не може тоа да го запре. Јас максимално ви дам поддршка, ви кажам, искрено, во моите емисии секој ќе имате поддршка како жени, како интелектуалки без разлика, како дел од општествениот систем, каде што би требало да го имате заслуженото место и у политичкиот, економскиот и севкупниот
процес на нашето живење и битисување. Актуелен советник во Советот на општина Штип од последниот попис, мислам, како беше? Од локалните Локални избори, избори, веќе на средина на мандат, да, од политичката партија Глас за Македонија, кога сме кај еманципацијата на жените, еве го правиме женска муаведот претходно, слободно можам да кажам дека на некој начин не сакајки, сега ние не ги дискриминираме мажите, меѓутоа на некој начин доминантно раководството на нашата партија е женско. Да. Меѓутоа, можам да речам, многу силни сте во хардквотерството, во центарот, од преседателот, од подпреседателот. Солза Грчева е председател, како што знаете, Наташа Котлар, професорката е колешка моја тука во подпредседателка, телевизијата. да. Професорке, ќе говориме за ретроградните процеси во македонското образование, со оглед дека тоа реков едно од најгорливите прашања, имајќи факт дека евидентно е дека таа дисторзија се гледа, се чувствува и можете ми кажете, еве во контекст на оваа тема, нешто што ви додале? Убаво кажавте ретроградни процеси. Тоа го чувствуваме сите, посебно оние од постарите генерации кои имале можност да искусат поинакво образование. Образование во кое што не недостасувале учебници, образование во кое што не се менувале преку ног програмите избрзано, образование во кој што наставниците биле, како да кажам, кремот од општеството. Наставничката професија била посакувана и ценета професија, соодветно на тоа и платена за разлика од денес. Така да, не би рекла дека може би станува збор за нешто што смислено се случува, дека некој намерно сака да го растури образованието, меѓутоа од ред причини сме дојдени на ниво да, иако имаме секакви достапни извори на знаење, благодарение на современите технологии, благодарение на оствореноста на светот, размените преку разните програми, сепак во суштина квалитетот ни паѓа. И тоа ние кои што сме во високото образование го осеќаме во разговори со колегите, констатираме заеднички дека од генерација во генерација се послаби и послаби студенти ни доаѓаат. Не зборувам за оние светли примери што ги има во секоја генерација, но ние зборувам за еден просек. Тоа е моето мислење. Бардо, во рамките на тоа што го кажав и ќе го повторам и сега, ако сакате да ја атакувате државата или да ја уништите, може би звучи многу апокалиптично, меѓутоа практично е и евидентно уништимо образованието и здравствениот систем. Имајќи факт дека денеска гледаме ништо поминуваат учениците во рамките на нивниот образовен систем, апропо тоа ќе збориме за дерогирањето на статусот на професорот, на наставникот, но пред се сакав да ве прашам за потребата од нови образовни парадигми на глобално ниво. Па да, светот забрзано се менува. Новите технологии си го направија своето. Да. Децата природно поинаку учат, поинаку стекнуваат знаења, различно од години наназад, да речеме кога најголемиот извор на знаење бил токму училиштето. Значи сега имаме многу други извори на информации, нови знаења, на поинаков начин ги стекнуваат знаењата децата од она што е пракса, некако нашиот систем, без оглед на тие промени, многу бавно се менува. И да не зборам сега за брзиот, баш во последно време забрзан развој на вештачката интелигенција, која што отвара сосема нов свет и можности за учење. Така да светот веќе размислува, зборува за нови образовни парадигми, дека овие постојните на некој начин не коинцидираат со потребите на учениците и со потребите на современиот свет. Ние сме далеку од тоа, како што знаете. Ние се бориме уште со проблеми од предисториско време кога образованието во прашање.
она што спомнавме, дали има, нема учебници, дали по овој предмет има адекватен наставник обезбеден или нема, бидејќи факт е дека одредени наставнички области стануваат веќе дефицитарни со кадар. Веќе со години е тешко да се обезбеди наставник по физика, па инженери држат физика, веќе станува проблем наставници по хемија, математика, со воведувањето на спортот, односно физичкото воспитување, образование во пониските оделенија. Веќе и тие наставници се дефицитарни, да не зборам за професорите по македонски јазик. Сведоци сме дека секоја година на одредени наставнички факултети се запишуваат студенти кои што се бројат на прсти. Така да ние би требало да сме во тек со глобалните процеси, меѓутоа примерно е да си ги решиме оние базични прашања кои што треба колку толку да не доведат до функционално и со задоволителен квалитет образование. Професорке, се зимам за право да направим на компаративна анализа со оглед дека и ви и јас учевме по една методологија, по еден систем кој ден денеска ми е гордост да кажам тоа што сум учел и како основец и како среднист, во кој наистина можам да се пофалам, ден денеска изучувајќи го и латинскиот јазик и да не речам други работи, верувам дека ќе се согласите со мене. И визави сега вештачка интелигенција и тој рапидниот скок на едукација, образование, па ќе речам, немам ништо што да се пожелам. Значи, основата ми е убризгана, да речем, не убризгана, ја стекнав во времето на созревањето мојот и човек се станува до 7 карактер, до 14. Во тие две временски рамки веќе се дефинира образовниот процес кај еден човек. Што мислите, можете и вие таа компаративна анализа да правите визави се ово што го спомнав? Дали сме хендикепирани? Факт е дека она неопходно јадро, порано што го стекнувавме во образованието, а кое што понатаму ни е потребно за понатамошно образование, во крајна линија за извршување на различни професионални задачи, па и стекнување одредени животни вештини, што ни се неопходни во секојдневниот живот, беше посолидно и појако во минатото. Сега ни е разнишено тоа јадро, ствари. Имаме дупки во знаење, имаме програми кои што, еве јас можам повеќе да зборувам за математика, да речем, бидејќи ги знам програмите, системот и тоа се што се изучува таму. Значи, гледам дека во мојата област, која што е прецизна, формална, меѓутоа не наука која што бара меморирање на факти, туку бара налага изучување на одредени содржини преку кои што ќе се решаваат најразлични проблеми, не само математички проблеми, туку и во другите области и во секојдневниот живот. Значи, самите содржини се пренатрупани на некој начин со информации, без да се посвети доволно внимание на суштинските поими, нивно продлабочено изучување, отсуствува систематичност дури ако сакате, значи одредени поими кои што доаѓаат после други, природно, во самата наука, се спомнуваат претходно, се претпоставува дека нешто се знае, тоа создава конфузија кај децата, во крајна линија предизвикува да кај нив се створи едно уверување дека математиката е тешка. А ја ви уверувам дека математиката не е тешка, не треба, барем она што е предвидено да се изучува со програмите, не треба да биде тешко, треба да биде достапно за секого, секој да е совлада со доволна мера, предизвикува задоволство, самото решавање, самата примена на математиката предизвикува задоволство, решавањето на проблеми, многу е поинтересна. И ние што направивме? Ја направивме еден тежок предмет, само благодарение на лоши програми, лоши учебници, па до некаде и наставници кои што не се доволно подготвени А тоа е битна основата да му се... Да ги водат учениците, не би рекла да им пренесат знаење, ние не сме пренесувачи на знаење, нели трансмитери, туку да ги водат учениците низ процесот на изучување математика. Так.
Се согласувам со вас, но во контекст на дерогацијата на поимот наставник, евидентно е денеска да го тоа видиме. Што ќе додадете на се тоа? Од многу аспекти наставникот е, како да кажам, деградиран, подценет во нашето општество. Прво, примањата, односно наставничката плата. Вие во повеќето развиени земји, наставниците имаат високи плати, висок општествен статус. Тие плати се споредуваат некаде, ако сакате, и со платите на министри, високи функционери. Кај нас ситуацијата гледате каква е. Секоја година наставниците го поставуваат проблемот со платите на маса. Ке добијат некакви покачувања, меѓутоа тие се задоцнети. Инфлацијата веќе си го направила своето и тие повторно ќе дојдат до плата која што е на ниво или често беше случај под просечната плата во државата. Тоа е едно. Самата професија наставник не само со тоа, туку и со третманот во однос на други професии, па и ако сакате развојот на бизнисите, некако станува подценета. Дури некои, има такви случаи, си дозволуваат од позиција на, не знам, член, учесник во некоја групација или припадник на некоја бизнис заедница, да ги буквално подценуваат наставниците. Има случаи каде што родители се дрзнуваат да ги учат наставниците како треба да се однесуваат со децата нивни, како треба да предаваат. И така да сме дојдени до некоја ситуација во која што не е благородно, не е благопријатно да се биде наставник, а уствари станува збор за една прекрасна професија, бидејќи никаде не, во ниедна друга професија немате можност толку да влијаете врз животите на другите. И во крајна линија, ако е целта, да ги промените на подобро. Што е факт и го креирате нивниот на тамошен животен процес. Точно. Меѓутоа, можеме и да делуваме негативно во поглед на тоа. Затоа одговорноста наша е голема, а соодветно на тоа статусот наш на наставниците не е. Максимална поддршка ви дам како професор, верујте ми, бидејќи гледам како се однесува, дури и тоа начинот како се однесуваш према детето. Ќе направиме една дигресија во однос на нашето, повторно, тоа не е нешто негативно врз нашиот развој, психофизички развој, визави сега дека детето не сме да му викнеш или да му насочиш или да го акцентираш твојот став како професор, како наставник, да ако направи грешни подчекори и така натаму. Што лошо се однесува на самиот негов образовен процес или начин едуцирање. Гледайте, имало причини зошто некои законски одредби се донесени, односно се носени низ годините. Значи, зборував пред малку за некои позитивни вредности во нашиот образовен систем во минатото, наспроти сегашните. Меѓутоа, имало и тогаш негативни примери. Не се случајно донесени одредени мерки. Што смее, а што не смее наставникот? Факт е дека тие се ограничувачки, да речеме во некои случаи, меѓутоа за мене не се пресудни. По принцип не се пресудни. Други проблеми има што се за мене поважни кога зборуваме за образование и професијата наставник, а тоа е како се менува структурата на наставниците низ годините и тоа благодарејќи на негативното влијание на политиката во сите сфери, па и во образованието. Имено, не е тајна, освен ако постои дефицит од некој кадар, дека за да се влезе во образование, како и на било која друга јавна функција, односно платена од буџетот на државата, треба да се има некаква политичка позадина. Така да таа партизација, што е рак рана на нашето општество, всушност предизвика канцер и во образованието.
ние немаме вистинска селекција на кадри. Бидејќи која е политиката на вработување на кадри? Освен да е погоден, партиски, значи и нормално да задоволува соодветна квалификација, нема никакви критериуми. Дали е тој бил студент на генерација, дали има просек 10 или 6, е се едно. Дали имал некакво искуство претходно, дали во неговиот пред трајното вработување, нели, на неопределено време мора да се помине и приправнички стаж, се полага и испит, се добива лиценца практички за наставник. Дали во тој период тој бил наставник кога учениците го обожавале или наставник кој што едноставно не го сакаат, тоа реално не се гледа. Така да ние немаме филтер при самото вработување да се изберат барем од расположивите кадри најдобрите. А така треба да биде. Барем во образование не сме да биде поинаку. Партизација и политизација. Тоа збориме за патот и квалитетот на образованието. Во контекст на сето тоа рековме несолвентни кадри се посуваат за менеджери, за директори и кои дефинитивно од кои зависи организацијата на развојот на образованието во едно училиште, во една институција кај што треба да има почитување на правила и кодекси. Имаме примери, јас и до емисијата Гласот на народот и во овој временски простор и претходно на други телевизии добив многу поплаки и од професори и од родители кај што се жалат на несоветни кадри поставени за директори, кои веднаш се упатуваат у големи бизниси, заборавајќи зашто се поставени. Видите, тоа зависи од луѓето, пред се. Некако, таа негативна селекција ни стана се присутна, и училиштата не се поштедени од таа. Честните, како да кажам, пристојни луѓе во вакви околности, па и соочени со проблеми, знаејќи дека ќе треба да работат на некој начин по диктат на партијата што ги поставила, дури и не сакаат да бидат директори. Ме разбирате? Значи, во основа, самиот систем кој што е воспоставен ги трга на страна токму оние кои што би дале најдобри резултати и кои што би го подобриле квалитетот, барем во една микросредина, во едно училиште. Партиски војници се назва. Па, јасно е дека е така. Сега, да се разбереме, постојат и објективни пречки да еден директор биде успешен директор. Не знам дали знаете дека сите училишта добиваат одредени средства со кои што треба да се исплатат платите, да се обезбеди, не знам, средства за хигиена, можеби да се окречи училиштето еднаш во годината и така натаму. Никаде не сум слушнала, и јас ова случајно го дознав во општината и се шокирав искрено, дека со зголемувањето на платите на наставниците, еве да речеме, лани им се зголемија и сега ќе имаат некое покачување, се вкупниот буџет што го издвојува државата за образование и крајно кој што достигнува до училиштата не се менува. Така да од блок дотациите, кои што изнесувале одредена сума, сега не сакам уопште да шпекулирам со бројки, порано околу 70% некаде биле за плати. Сега над 90% од тие средства одат на плати. Со многу малку средства располагаат училиштата да реновираат нешто, да направат некоја инвестиција, мора да наоѓаат приходи, односно преку проекти на друг начин да се подобри општата состојба во самите училишта. Така да проблемот е така мултидимензионален. Значи не може да ги поедноставиме сите работи, па дури и кога успешноста на директорите е во прашање, но факт е дека партизацијата е присутна. Како да стеме крај тоа? Па да донесеме закони на кои што поинаку ќе се избираат раководните лица, не само во училиштето, ако сакате во јавните претпријатија, во градинките, секаде. Зошто да биде на некој начин преку партиските филтри? Зошто градоначалниците да поставуваат одредени лица? Зошто училишните одбори да бидат такви кои што, еве, на предлог на училишен одбор, ќе бидат бирани од страна на градоначалниците, кога се знае дека составот на училишниот одбор се менува со секоја промена на власта, односно мнозинството,
ако не и 100% го чинат луѓе од владеачката структура. Професорке, Има решение, за се има решение. Не можем да го избегнам и го оставив како главен топик и главен столб на вечерашната емисија. Недостигот на учебници и учебници по согрешки. Ве молам, тоа е акутно, бидејќи голем број вклучувајќи ги спомнам моите внучиња. Едниот е 6, другиот е 5, кои се ќе видат генерации кои се колатерална штета на непрофесионалност, нехуманост пред се и нечовечност. Новинарска забелешка. Видите, вака, изработката на еден учебник е долг процес. Ако веќе се планира замена на учебниците, треба прво да се почне од тука, да се остави доволно време за да авторскиот тим кој што би бил избран квалитетно си ја заврши својата работа. После тоа следува филтер, рецензенти. Така. Ако е имало некакви грешки, а рецензентите си ја завршиле својата работа, сакам да кажам дека не се работи за катастрофален учебник, туку евентуално учебник со некои грешки, технички, суштински, фактографски, било какви. Задача на рецензентите е да укажат на тие грешки и да се подобри ракописот. Ние имаме и национална комисија составена од голем број членови, мислам дека беа 23, не ме земајте за збор, Така. кој што одлучува по секој учебник поединечно. Значи тоа е веќе трет филтер на некој начин. Додека да излезе во печатена форма. Тука нормално се вклучени Министерството, Биро за развој на образованието, значи многу фактори, многу луѓе. Да ни се случуваат вакви работи, да излегуваат учебници, имавме, скоро беше плани, мислам, за географија учебникот. Сега има за други учебници за белешки, за грешки. И не треба да именувам, уствари, не е ни битно. Тоа значи дека многу инстанции затаиле во работата. Па сега, ако знаеме дека голем дел од луѓето не си ја вршат добро работата, а вие сте во некоја таа пирамида или во тој ланец на верификација, проверки, па и сложете малце повеќе труд, барем да не бидете виновни вие за да ја делите вината за тој лош учебник или учебник со грешки, како да кажам. Значи, секој во тој ланец имал моќ да ги поправи работите. Тоа е, значи, една колективно неодговорно се однесуваме сите ние. Велиме, аха, тоа е работа на авторите. Што јас сега како рецензент ке читам детали? Па овие другите кои што дошле, да речеме во национална комисија, па има цел авторски тим, па има рецензенти, па што сега? Значи мора да е добро. Се подпираме на другиот и на тој начин грешките ни се провлекуваат. Друга работа се политиките на Министерството за образование. Тоа што се дозволува вакво нешто да се случи. Па вие ако се сеќавате лани свидетелства немаше на време. Скандал. Доцнеа една. Знаете што е проблемот? Се доведовме до ситуација да баналните технички работи кои што по автоматизам треба да функционираат, представуваат проблем. И за кој квалитет ние ќе зборуваме сега? За нова парадигма, за методологија, за дигитализација на образованието. За што ќе зборуваме кога нас обичните технички работи ни представуваат проблем? А се заради нестручност и неодговорност на низа фактори во образованието. Се разбира, главната вина лежи во највисокот орган кој што е задолжен за образованието, Министерството за образование и наука. Една разлика, тука сте како професор доктор, представник на образованието, но и дел на политичкиот амбиент, сте дел од политички корпус. А тука не можеме во бланда и во ракавици да збориме ако имаме криминал. Дефинитивно тоа е криминал. Фирма која добила тендери и за сведителско и за многу работи, значи неодговорно, непринципиелно, несуштествено, не човечки пред се, се однесувала кон младите, кон учениците, дури со сведителствата. Јас сум исто дел од семејството, каде што реков моите внучиња, се соочуваат со таквите проблеми. До кога вакви дубиози и вакви криминогени ситуации? Имајќи факти со Министерството за образование, кој воопшто нема во една нормална цивилизацизирана држава, треба си дадат оставки за неисполнување и извршување на основните задачи. До кога?
Па веројатно одговорот е како и за се друго. Ке речете до кога вака со здравството? Нели, до кога ќе ни се случуваат вакви случаи како онкологија, со модуларната болница, ама ајде тие екстремни несреќи да ги тргнеме на страна. До кога ќе имаме нехумани услови во болниците, недостиг од кадар, недостиг од терапија, здравство, образование, што е со земјоделие, што е со економија, што е со се, уствари. До кога? Значи, ова прашање не се однесува само на образованието, вие што го поставивте. Тоа е општо прашање. До кога? Прашањето, ќе го преформулирам, до кога овој народ ќе трпи? Одиме уште некои прашања. Не можам да ви дадам одговор, бидејќи веројатно таа критична маса што е потребно е моделирана по принципот на она жабата во загреана вода. Ние цело време, 30 години сме некои жаби ставени во сад со вода кој што постепено се загрева и веќе изгубивме осет што е неподносливо жешко, за разлика од други нормални европски држави, каде што на мали аномалии сериозно реагираат, каде што при мали проблеми соодветните одговорни лица ќе си дадат оставки од морална одговорност. Кај нас нема етика, едноставно никој не чувствува одговорност, никој не чувствува потреба да се тргне од функцијата ако заради негово однесување, па дури и не директно негово или нејзино однесување, туку на некои подредени се направат големи штети. Каде сме го виделе ние тоа кај нас? Оперирани сме од совест. Не знам што да ви кажам. Имавме предмет етика. Ја ќе додам и морал во политика, да речам. Тоа се исклесува, се инкорпорира во времето на неговиот образовен процес. Како ќе ја гледате етичката, односно неморалноста и неетичноста на политичкиот субјект, кој денеска и се представува дека завршил, дури некој ми спомна дека медиумите дека провериле дека како Харвард, какви мислам не е тоа лага, значи да се служиш со еден квалификат на да модифицираш исказот да се налага со еден збор како што пренесуваат медиумите, и да си бил на Харвард би имал некој основно знаење и образование како да се однесуваш во политичкиот амбиент и да имплементираш на пракса, а гледаме колку тоа е евидентно. Што да ви кажам, мислам, работите се до таму отидени, да не речам забегани, што веќе ништо не ме изненадува, мислам, од она што се случува. За жал, убаво нагласивте, сето она што ние секојдневие преку примери, за жал негативни примери, многу лошо се одразува на тоа какви млади личности ние градиме, каков примери даваме, какви вредности им седуваме. Уствари, тоа е основниот проблем кај нас, дека ни се разнишани сите вредностни системи. Сите вредностни системи. Значи, за да се дојде до целта, едноставно може да се користат било какви средства, без етичност. За жал, такво нешто, такви случувања имаме и на глобално ниво, оти овие политички случувања, воени конфликти, буквално покажуваат дека светот станал безмилосен. Ние со ваквото однесување не вградуваме милосрдие, хуманост, емпатија, солидарност кај младите, туку ги учиме да бидат буквално зверови во бизнис светот. За жал. Се надевам дека секој од нас наставниците со својот личен пример, некој повеќе, некој помалку, представува некоја брана во поглед на тоа. И дека успева сепак да вгради вистински вредности кај млади. Нешто би зборал, би прашал за образованието и науката во заложништво на политиката.
Па да. Само дозволите ми една дигресија ќе направам. Се сеќам како новинар уште во Радио Скопје, имав тоа задоволство да интервјуираме на успешна наша македонка по физика со просек 10.00. Поднесе прилог еден проект до тогашното раководство на факултетот за некој проект за се реализира. Не сакале да слушнат. Во знак на резигнираност, незадоволство замина за Америка. На еден начин, се запиша на името Билјана Тасевска, ќе го спомнам. Може да сте чуле. Значи, во контекст на сето тоа, американците успеале да ја прифатат и добила $500,000 во времето на Бил Клинтон. Значи, правам таа дискрепанца каде македонскиот образовен систем и награда и почит на интелектуалната потенција и научните работници визави американските и другите. Веднаш ги инкорпорира, ги пија. Зошто се плашат од успешните? Зошто бегат од успешните? Не знам дали се плашат, али веројатно своите од блиското обкружување, што немаат баш капацитет за успех, сакаат да ги направат поуспешни. Спомнавте стипендија, па и ние даваме стипендија, ама на кого даваме стипендии за студирање на странство? Имаме пример на деца на функционери така. Значи, кај нас се даваат стипендии, ама за кого? Па од морални причини, дури и да заслужуваш заради тоа што мојот татко бил, не знам, министер за тоа и тоа, јас нема да прифатам таква стипендија. Едноставно не идат тие работат едно со друго. Политиката вмеша раце во образованието, прво преку тоа што зборувавме претходно, значи партизацијата во образованието. Одлуката да се инвестира многу малку во образование е политичка одлука. Значи, вие, ако сте влада актуелна, вие носите одлука како ќе го распределувате буџетот. Дали ќе дадете 2% на НАТО, значи 1% повеќе за НАТО или за Министерството за одбрана, или ќе дадете неколку проценти плюс ќе вложите во образование. Дали ќе спукате над 2 милиарди евра за патишта за што ќе ги прават Бехтел и Енка. Фантомски. 100 километри во рамна рамница, да не ги споредуваме тие со оние на Косово, каде што планини се рушија се правеа со многу повисока цена, или ќе ги вбризгате во здравство и образование. Па знаете што се може да се направи со над 2 милиарди евра во здравството и образованието? Ќе ви дадам еден пример. Колку не се води грижа за образованието, покрај она ненавремено добивање на учебници, квалитетни учебници, обезбедување кадар, услови и сето тоа. Јас сум ангажирана и како избрано стручно лице за држење настава по алгебра во математичко-информатичката гимназија. Таа е државна. Таму се избрани прекрасни деца, преку приемен испит. Многу од нив освојувачи на олимписки медали по математика, информатика, физика. Сместени се во 4 училници во ГУЦ, во Здравко Цветковски. Оваа година е 4-та генерација во која што во првата кога се основаше гимназијата се запиша ученици во 2 класа. Значи имаме 5 класа на македонски и во друга смена 4 класа на албански. А училница 5-та нема. Дали знаете дека таквите ученици немаат не учебник, учебници за нив нема посебни учебници, тоа е јасно. Дури не ги користат не им се обезбедуваат оние поопшто образовните предмети што се еднакви за повеќе или помалку и за сите гимназиски средни образования. Тие немаат едноставно училница. Па тие 2 класа во денови кога не може, мали се спојуваат во една. Никој не води грижа. Државно училиштето, значи одговорност на владата ја основаа. Се бараше училница од Здравко Цветковски, таму директорката веќе под град Скопје бара согласност од градоначалничката. Градоначалничката
до сега не даде согласност, Советот на општина чека, на град Скопје се извинувам, чека од градоначалничката позитивно мислење и така веќе месец и пол дена. Што да ви кажам повеќе од тоа? Ние само декларативно водиме грижа за нашите најдобри талентирани ученици. Тука се градоначалници, слободно ќе кажам, министри, председатели, премиери, само да се сликаат со децата кои што носат злата од меѓународните надпревари. Но кога треба да се обезбедат вистински пристојни услови, не зборам за не знам какви услови, никаде ги нема. Па до сега за 4 години требаше нова школа, супер модерно да изградат. Дали имате податоци колку училишта се изградени во овој временски простор? Не располагам со тие податоци, стварно не знам. Меѓутоа, знам дека и реновирањето на постојните училишта е проблем. Значи, ќе се скрпат. Има едно во Капиште, мислам дека пред некоја година се отвори тука во Скопје и јас тоа единствено го знам како ново училиште. Кирил Григоров, мислам дека сега дека? Не знам, не сум сигурна како се вика. Тоа е ново и слушнав дека е добро училиште, освен приватни некои, се разбира, тоа е приватна инвестиција. Од други училишта имаме само проблем со обезбедување на кровови што не прокиснуваат, сала во која што подот не се подкрива, само се крпат некои. Меѓутоа, ако правиме едно паралелно, што тоа веќе влагаме во финале, во друго време, пред доаѓање нова политичка гарнитура, ја што ќе ја наречам октрирана гарнитура, беше инвестирано во сали за физкултура, каде што сепак младите имале можност каде да вежбаат и се тоа на што вика во здраво тело, здрав дух. Второ, не гледам дека во секојдневното живење сега, како сведоци, дека имаме такви примери. А второ и трето, мислам најоставно што гледам дека учениците се запоставени, како што рековте, во самите фундаменти од нивните обезбедување на учебници и се други активности што се важен и основен битен елемент за една добра изградена генерација која треба да се... Инфраструктурата е многу битна. Пазите, ние се уште повеќето училишта работат во 2 смени. Значи, немаме доволни капацитети за учениците сите да одат на училиште прва смена, да имаат кантина. Пазете, не е само оставете им кесе јаболка на учениците еднаш во годината и сте им обезбедиле внимание во поглед на здравата храна. Боже мој, немаме кантини, немаме организирана исхрана во училиштата, да не зборам за студентите се издвојуваат некои смешни 140 денари за оброк дневен, за разлика од функционерите кои што може за тие пари не знам како да се хранат, за разлика од студентите. Да, го видовме менито, мислам, не е тоа тајна, наспроти нивните приходи и покачени плати, библиотеки, убаво организирани лаборатории, ништо тоа го нема во голем дел од училиштата. Значи... Професор, ја би замолил да ми допатите на порака ваша, како професор доктор, како еден битен елемент во делот на дефинирањето на образовниот процес во Македонија, во иднина дел се на политичкиот амбиент кој најавува промени во државата и кој заедно со опозицијата планирате да го смените се ова што денеска представа една градосија во секој случај, еден страм за држава која сепак има добри и образовани кадри и познати многу далеко од Македонија. Така е. Нас промените насушно ни се потребни во цела држава, па и во образованието. И се надевам на позитивни промени. Мојата порака била да и покрај се, и покрај сите препреки, објективни, субјективни, едноставно да не се откажуваме и да продолжиме да се бориме за да го менуваме светот. Пред се ние наставниците во нашата професија, а политичарите треба да дадат силна поддршка за тоа. Бидејќи од нас зависат младите, нивната иднина, а од младите зависи иднината на Македонија. Професор, ќе ви благодарам што бевте гости во Гласот на народот, но не оставаме само овој формат. Предизвик ми е да ве поканам и повторно, бидејќи без образование државата е слепа и неедуцирана. Ви посакам уште здрави и успех во работата.
Ви благодарам што имав можност. Почитувани, тоа беше да професор доктор Лидија Горачинова Илиева. Реков, да, ќе поддржам се што е за промени и добро за државата, ќе критикувам се што не е добро за државата, особено за образованието. Како што реков, образованието е еден од битните фундаменти и столбови на една здрава држава. Бидете ми живи и здрави, чувајте се. Се гледаме утре во истото време со интересна содржина. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.